Најмалку 30% смет повеќе граѓаните ќе ослободат за празниците. Ова автоматски значи и толку повеќе работа за јавните предпријатија од регионот. Ќе успеат ли да ја завршат на време? Ние за време уште првиот ден, тоест првиот ден од следната година на први, од 7 часот ќе имаме 3 екипи веќе дежурни кои ќе ги собираат контейнерите од 1,1 метар кубен, од 5 метри кубни и сите оние харти, пластики, скршени шишиња ќе ги собираат по улиците што ќе бидат оставени. Оптимизам е добро да се слуша, но регионот годишно ослободува 50.000 тони смет. Конкретно, Штип произведува околу 15.000 тони комунален отпад, Кочани 10, Делчево и Виница по 6 и Пробиштип 4.000 тони. На нив сега треба да се додадат 30%, па произлегува дека ќе треба помош и тоа од оние кои ќе го фрлаат граѓаните. Апелираме сите оние кои ќе бидат во градот, кои нема да бидат надвор од градот да ја пречекаат новата година, сметот да го депонираат во означените места, тоест во контейнерите кои се поставени низ градот, во корпите за отпадоци, значи се да нема онаа грда слика да се повторува, скршени шишиња, расфрлани пластики, расфрлани харти по улиците. Нагласена култура при фрлањето на смет се уште немаме, освен што не се селектира. Многу често наместо во се фрла околу контейнерите, но и она што воопшто не е за контейнер. За да не се затрупаме во смет самите, од новата година нешто да промениме. Па ако треба, нека се почне и со сметот.